Добар ден, почитувани, добре дојдовте во најновата Телма амбуланта. Цистичната фиброза е ретка наследна болест што се јавува кај 1 на 3000 луѓе. Болест е прогресивна, ги зафаќа сите органи во телото, што може да доведе до пократок животен век. На каков начин се наследува, кои се знаците и симптомите на болеста, може ли да се лекува или пак да се стави под контрола? За цистичната фиброза денеска зборуваме со доктор Ани Видоевска, интернист пулмолог, и професор доктор Татјана Јаќовска, педијатар. Инаку доктор Ани е примариус доктор од Центарот за цистична фиброза при Институтот за белодробни заболувања Козле во Скопје. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Благодарам на поканата. Основна карактеристика на цистичната фиброза е создавање на густ, леплив секрет. Каде е најизразен овој проблем со секретот, во кои органи? Видете, значи, самата генетска мутација води кон згуснување на секретот. Значи, тука имаме пореметување на транспортот на натриум и хлорови иони и затоа сите секрети во нашиот организам, оние каде што нормално се има течности, каде што самите клетки нели не се допираат, него има течност помеѓу клетките, за да може сето тоа да се движи во нашиот организам, секаде сите тие, значи, секрети се згуснати. Значи, болеста е докажана со обдукција на мали пациенти, значи доеначка возраст, значи со болест на панкреас. Значи во панкреасот нашле такви зачепувања. Понатаму, како нели се доживува со разна терапија поголема и се поголема возраст, ние веќе сега го имаме тој најголем проблем во белите дробови. Така да сега белите дробови се најзасегнати и најважни во смисла за преживување и квалитет на живот. Така да ние сега во фокусот не се белите дробови, но секако тука имаме и оштетување на панкреасот, како што веќе реков, и потребно е, значи, тие им се затнуваат каналчињата и не можат да излезат нивните секрети, во кои што секрети има ензими, со кои што ензими се преработува храната, во смисла на масти, на протеини, на јаглени хидрати, затоа овие пациенти примаат и дополнителни, така наречени панкреасни ензими во капсули. Понатаму во жолчката може да направат проблем, во смисла нели на различна симптоматологија во зависност од возраста, дали од жолтица во доеначка возраст, понатаму може како нели камчиња во жолчка или како нели да се пореметени јетрените проби, значи на нели на хепарот, па да направат и цироза понатаму. Со цревата имаат проблем. Значи со бубрези, со коски. Значи најразлични симптоми развиваат. Значи тоа малте не е практички мултисистемска болест. Ги зафаќа гениталните органи, пошто значи они немаат проблем никако во смисла на проблем на орган, меѓутоа самата тој генетски проблем на течноста што е во целиот организам спречува излегување на секрети во смисла нели за стерилитет, затоа што тие се во ред со нив, меѓутоа не може да излезе нели спермата како што сперматозоидите, затоа што се густи секретите. Тоа значи мажите со цистична фиброза се стерилни? Мажите се стерилни, жените тешко остануваат бременни, затоа што значи се е тоа згуснато и не може да продре. Значи нигде ништо не може да продре. Меѓутоа ние имаме тројца пациенти, машки нели, што се татковци, сето тоа е со вештачко оплодување. Имаме и мајка, исто, која што роди, која што навистина е покомплицирано, зашто нели самата мајка веќе има проблеми со бели дробови, со сите нели прија лекови доста и така натаму. Меѓутоа успеавме да одржиме бременоста, си породи здраво бебенце. И сега е 2 месеца бебето, така да значи исто со вештачко оплодување. Така да значи они се стерилни во смисла ради секретите што се згуснати. А кога првпат во литературата се споменува оваа болест? Се знаело ли за неа во минатото? Видете, значи се знаело од порано, значи овие податоци со малнутриција, значи ненапредување, со проливи, со отоци, со едеми, значи бебчињата, тие личат многу убави кога ќе ги видите, како бомбарчиња се, меѓутоа кога се завиткани, кога ќе ги одвиткате, ќе видите дека тоа се уствари надуени образите се од хипоалбуминемија, немаат протеини. Значи ние сме имале дечиња и со 8 албумини, значи тоа е страшно, тие отекуваат, бледи се и многу убаво личат пошто се збомбарени, а доле се значи во тешка малнутриција, кожа и коска, со рани затоа што витамините, липосолубилните витамини им недостасуваат, значи така да они се и со рагади, со рани, газетон или од чести проливи, имаат и масни столици, дури како зејтин можеби да
значи да имаат една столица, тоа зејтинаста. Така да уште од 80-тите години веќе значи имаме клиничка слика која што биле како бебчиња. Значи видете, јас работам 30 години со оваа патологија на детска клиника. Значи уште во времето на професор Гордова ние имавме бебиња кои што личат точно вака како што ги опишувам, значи доживеани ми се и кои што значи едва сме ги некој ќе ги извлечеш, некој не, меѓутоа за заслуга значи на напредната терапија која што постојано се испитува и се нели се протоколи нови и така натаму и вклопување на еден центар за цистична фиброза кој што е еден мултидисциплинарен од сите страни да се фатат нели болните и новите терапии секако, нели сега имаме и најнови кои што ја бараат пациентите, таа е нели модулаторната терапија која што не е генетска и не може значи да ја излечи болеста, меѓутоа може многу да подобри. Влегува во клетките и точно овие каналчиња ги поттикнува на различни начини, значи некој да го поттикне да создаде протеин, па некој да го однесе до врвот на клетката, некој да ја отвори клетката, така да тие се значи како потенцијатори. Така, ќе проговориме подетелно за терапијата кај пациентите со цистична фиброза, но би сакал ако може да ни појасните на каков начин се наследува болест. Што значи тоа рецесивно наследување? Дали значи дека двајцата родители треба да се носители на генот? Треба ли да се болни, родителите или пак се здрави, а само се носители? Како се наследува? Автосомно рецесивно значи наследување кое значи самиот збор рецесивно не е доминантно. Треба значи да има гени од двата родители за да ген што е носител на цистична фиброза за да се роди болно дете. Значи родителите може да се здрави, да не знаат дека се носители на ваков ген и за жал да бидат непријатно изненадени да се роди дете кое ќе биде болно цистична фиброза. Значи, доколку двата родители се здрави, а се носители, 25% се шансите да се роди дете кој ќе биде болно од цистична фиброза. 50% се шансите да бидат носители на дечињата, додека 25% е да детето биде здраво, односно да добие по еден здрав ген од двата родители. Така да навистина треба да се обрне внимание на рано откривање на болест, затоа што нели не очекуваме од два здрави родители да се роди болно дете. Меѓутоа, во последно време постои тој неонатален скрининг, каде што уште во породилиште се прави еден општ скрининг за неколку наследни заболувања, меѓу кои и цистичната фиброза. Сите бебиња се подложни на тој тест? Сите бебиња во Македонија, во нашава земја, и доколку тој тест биде позитивен, тоа е веќе суспекција, односно сомнение дека постои такво заболување и следат на тамошни дијагностички процедури во текот на првиот месец од животот на детенцето за да таа дијагноза се потврди, односно се отфрли. А пак доколку постои веќе во семејството такво заболување, значи добро е да блиските роднини веќе кога планираат репродукција да се направи генетски еден скрининг, да се знае носителството и евентуално да се планира сето тоа. Така. Постојат различни мутации на генот, односно болни варијанти на генот за цистична фиброза. Дали сите тие развиваат болест? Не. Че преку 2000 има генетски мутации, меѓутоа и тие мутации на различен начин го оштетуваат протеинот кој е одговорен за оваа размена што веќе споменавме на тие хлорни, натриумови канали и вода. Така да во основа се 5 различни мутации што се случуваат, односно на 5 различни начини се оштетува функцијата, крајната функција на овој протеин. Принцип тоа се 1, 2, 3, 4 и 5. Најчесто носителите што се, односно генетските мутации кои водат до промена на протеинот на првите 3 видови, значи дали да не се создава, дали да не се носи до површината, дали да не созрева доволно, тие обично манифестираат болест, додека 4-та и 5-та мутација тие се малку по
типови уствари на пореметување. Тие се малку механизми, да, механизми. Тие се на некој начин поблаги и не секогаш значи дека ќе се развие болест клинички манифестна, меѓутоа нема правила, така да во секој случај битна ни е навремената дијагноза, битна ни е клиничката експресија, битна ни е мониторингот, односно следењето и постојаната комуникација со пациентите за да болеста потоа се држи под контрола. Така, веќе споменавме дека болеста е наследна, генетска, но влијат ли надворешните фактори врз незиното развивање? Да речеме, може ли двајца пациенти да имат истата мутација, а да имат различен облик на болеста? Да, ние имаме родители. Значи, имаме браќа и сестрички, значи, кои што имаат комплетно различна клиничка слика, а иста генетика. Значи, ние имаме семејства. И во рамки на семејството. Во рамки на семејството. Значи, фенотипот со генотипот не мора да одговара. Нема значење. Тоа значи секој индивидуално. И затоа се прави нели индивидуален пристап, веќе со таа персонализирана медицина, каде што постојано ги следиме и нели сето тоа се обидуваме да го... Познати ли се некои надворешни фактори кои што влијаат на поттикнување на болеста? Не? Не, чиста генетика. А доколку некој, пред малку зборувавме со вас, доктор Видоеска, за пациентите кои што имаат во семејството некој болен. Доколку таткото е болен од цистична фиброза, советувате ли сите потесни членовите од потесното семејство да направат таа анализа? Па потомството обавезно би требало да се направи генетска анализа да знаат едноставно што да очекуваат на некој начин и да се спремни понатака да си го планираат потомството. Секако не правиме нели на сопругата, може и сопругата да ја тестираме за да знаеме меѓутоа тестирајќи го потомството ќе знаеме и што се случува и со сопругата. Во секој случај значи задолжително препорака наша е, а дали ќе се спроведе тоа е сепак скрининг кој треба пациентите да си го направат во друга установа, колку што знам досега е и со самофинансирање, они треба сами да си го платат, така да најголем дел од пациентите, скоро сите, го имаат направено тој скрининг, а од потесното семејство препораката е да се направи тој скрининг, а дали ќе го направат, тоа е сепак избор личен. Ако еден од родителите има цистична фиброза и партнерот е носител на генот, голема е веројатноста наследството да ја носи оваа болест? Голема. Значи има голема. Има. Значи ако видите, значи тој што е болен, двата гена му се. 50% ако не се лажи. Двата гена му се болни. Така да тој неговото дете секако ќе го има неговиот ген. Значи ќе биде носител. А ако сопругата или другиот партнер биде носител, исто е голема ризичноста да има спојка и да биде болно детето. Затоа треба убаво да се испита цела ситуација, значи сите да се направат сите претходни испитувања. А кога се сомневате дека некој пациент има цистична фиброза со оглед на тоа дека симптомите се доста различни, треба ли да има некоја комбинација конкретна од симптоми за да се посомневате? Многу е тешко. Значи, самата цистична фиброза, симптомите, клиничката слика наликува на сите различни болести. Значи, има пропуштени пациенти милион. Значи, се уште има. Значи, тука имаме хронична обструктивна болест, чести рецидивантни инфекции, пнеумонии, алергии, во смисла на бели дробови. Може да имате цироза на јетра, може со диабет, може да има само да е стерилитет во прашање од тие полесните форми. Така да, значи, во малнутриција, проливи, синузити, полипи на носот. Секако, значи многу има. Со полипи во синусите, значи во носот. Така да, значи тоа е толку варијабилна и широка клиничка слика што наликува на сите други. И затоа се специализираме како ЦЕФ доктори така наречени за да може некако во некоја смисла да ја препознаеме болеста и да може понатаму да испитуваме или да ги следиме во некој временски период дали што ќе се случува. Затоа што и тоа не се покажува баш кај секого одма и секогаш со сите симптоми. Најчесто на која возраст децата се дијагностицираат?
Значи, видите, сега со скринингот се диагностицираат практички во првиот месец, месец и пол. Меѓутоа, морам да напоменам дека скринингот не е 100% точен. Значи, тој исто така имаме лажно позитивни и лажно негативни. Така да може да се пропушти, а нели може да се направи стрес кај родителите во смисла додека се донаправат исследувањата дали е или не е, а имаме и неконклузивни случаи, тие се некои што се интермедиерни, кои што треба да се следат понатаму, да видиме дали што ќе покажат, дали ќе се направи нели некоја клиничка слика и дали ќе ја дефинираме болеста. Така да, значи болеста се јавува од почеток. Значи, веднаш после раѓање. Како изгледа бебето? Се јавува во првите часови, денови? Па, значи, во првите часови може да се случи, значи, веднаш по раѓањето меконијален илеус. Значи, што значи тоа? Да нема столица затоа што мекониумот е згуснат, она нели што треба да излезе црната течно, таа значи како столица од сите бебиња, кај нив не излегува. И првиот аларм е тука, ако во првите 12 часови детево нема столица, значи уште во породилиште, значи веднаш тај меконијален илеус иде на операција, тука имате нели со стоми, со сечење, ресекција на црева и така натаму. Така да имате и таква, значи варијанта да речем. Имате во првите неколку месеци дали е на доење, дали добро јаде, не напредува столици, се дуе стомакот, нели значи може и тука да биде со хипонатремија и така натаму. Имате во бебешка возраст, понатака може и во доеначка, понатака до година дена, да направи рахитични стигмати, да има анемија, да е слабокрвно, може да има продолжена жолтица, долготрајна. Па, значи сите тие работи ние ги испитуваме. Има продолжена неонатална жолтица. Мора да се проверат и тие испитувања. Цистична фиброза. Обавесно, да. Мора да се направи потен тест. Значи, наједноставен. Так, потен тест спомнавте, што е тоа, како се изведува? Потниот тест е многу едноставна метода, тоа личи како на часовниче, се ставаат електроди, се стимулира, значи да се испоти детето, меѓутоа не е тоа да се поти детето цело, него значи се поти локално, пошто се стимулира со електрода. И сега имаме, потоа се собира како колекторче и се проверува, значи колку е хлор присутен. Потта присутна. Сега значи имаме нови апаратури на институтот и на клиника за детски болести има најнов апарат, значи оној што е златен стандард и над 60 милимоли на литар, значи таа дијагноза веќе имаме позитивност за цистична фиброза. Доколку имаме меѓу 40 и 60 е сомнително и тој треба, нели како што реков, интермедиерна форма, треба да се гледа, да се сомнева, да се испитува понатаму и генетика и така натаму со секвенционирање и тоа. Тие што се значи под 30 веќе можеме да кажеме со сигурност дека не се да ги исклучиме. Така доколку има голема концентрација на хлориди, тоа е сигурен знак дека е цистична фиброза? Не, тоа е хлориди, значи тоа е потен тест. Значи, да, ма доколку се голема концентрацијата, дали тоа веднаш поставувате дијагноза цистична фиброза? Над 60 е цистична, тоа ви кажувам. Златен стандард. Да. Потоа што се спроведува, генетски тест? Генетски обавезно да видиме за која мутација се работи. Рековме има 2000 мутации, од кои што кај нас не се работат сите нормално. Имаме направен панел во Македонска академија на науки каде што работат. Има еден панел кој што е специјално направен за нашиве мутации што почесто се јавуваат, тоа се околу 19. Доколку ние се сомневаме, им назначуваме, се слушаме со колегите и се прави секвенционирање. Што значи тоа? Тоа значи цел тој ген каде што се наоѓа дефектот за цистична фиброза, значи целиот тој се проверува делче по делче. И тука можеме директно да видиме за што се работи. И секогаш се појавуваат и нови мутации. Така да болеста е стварно комплицирана. Така. Навистина комплексна. Да. Така. А кога најчесто се јавува шекерната болест кај пациентите? Дали во адолесцентниот период, кај возрастните лица или може да се јави во раното детство? Па знаете, тоа нема правило. Значи, една од манифестациите на цистичната фиброза во однос на засегање на системите е или респираторниот, дигестивниот, од кој најчесто страда панкреасот. Панкреасот страда заради тоа што тој густ секрет ги зачепува, ги блокира изводните канали на панкреасот, преку кои се лачат тие панкреасни секрети, полни со ензими кои помагаат во варењето на храната, во преработка на храната во цревото која ќе дојде. И сега, ако
тие канали се стопираат, практично тие се на некој начин не дозволуваат да излегува тој секрет. Тој секрет е богат со многу ензими внатре. И како тој не излегува, се враќа наназад, го штетува панкреасот, фиброзно го изменува, така да полека почнува да страда и оној дел на панкреасот што е одговорен за секреција на инсулинот, што е ендокриниот дел на панкреасот. И сега тоа зависи од мутацијата, зависи од клиничката експресија, дали ќе се јави порано, во порана возраст, и тоа од прилика 10 до 15% ке пациентите се јавува додека се деца, од прилика кај возрастните, која велам возрастни, тоа значи над 18 години, од прилика кај 50% од пациентите веќе е присутен дијабетот. И тој дијабет е навистина еден дополнителен фактор кој го отежнува лекувањето и кој дополнително им го отежнува секојдневието. Исхраната мора да внимаваат, покрај тоа што внимаваат во однос на нутриција за основната болест, сега мора да внимаваат и во однос на дијабетот. И тој инсулинозависен се третира, значи, со инсулин. На целата таа терапија дополнителна е терапијата со инсулинот, дополнителна контрола на гликемијата, секојдневна контрола, боцкање, нели, проверка на гликемиите, така натаму, така да се на се комплексна работа, да. Тука да погледнеме еден блок реклами, веднаш потоа ќе продолжиме со начинот на лекување на оваа болест, зашто вела дека е потребна доследност, упорност секојдневна. Останете на Телма. Продолжуваме со денешната Телма амбуланта, зборуваме за цистичната фиброза со примариус доктор Ани Видоеска, интернист пулмолог, и професор доктор Татјана Јаковска, педијатар. Сега да проговориме за начинот на третирање на болеста, односно дали таа може да се лекува или пак само треба да се стави под контрола. Некаде прочитав дека на пациентите секој ден им се потребни по 3 часа да поминат во разни типови на терапија. Тоа е навистина премногу, и што тие прават во тој период? Одам јас да се договориме. Цистичната фиброза е болест која не се излекува. Значи, се лекува, меѓутоа не се излекува. Тоа значи доживотен третман. Се поставили дијагноза цистична фиброза, сега зависност од клиничката манифестација, односно кои органи се зафатени, веќе спомнавме колку е таа комплексна мултисистемска болест, таргетирано е лекувањето, односно индивидуално персонална медицина, во зависност ако има проблеми со гастроинтестиналниот тракт, тука помагаме со додавање на ензими, со совети за начин на исхрана, со додавање на витамини и така натаму. Ако се проблем респираторните, односно белите дробови, респираторниот тракт, тогаш тука исто прво и основно тој густ секрет треба да се елиминира заради тоа што прави чепови, едноставно ги блокира дишните патишта и оневозможува нормална вентилација, односно основната функција која белите дробови ја имаат, нели, да дишаме, да правиме размена на гасови, тука во делови таа функција е пореметена. Може ли чисти инфекции бактериски да се дуват поради тоа? Многу, заради тоа што тој секрет кој е густ е одлична подлога за бактерии. Одлична подлога, како овие подлоги што во микробиолошка лабораторија ги спремаат, нели, за да растат, така секретот е практично една убава подлога за развој на бактерии. И уште многу рано тие пациенти се инфицираат со одредени бактерии кои се така почести во ова заболување. Прво обично, најчесто стафилокок, дал ќе биде стафилокок ауреус обичен или пак метицилин резистентен стафилокок мрса, така наречена кратко. Потоа со псеудомонас, кој е многу карактеристичен и многу чест кај оваа болест, потоа хемофилус, потоа има многу други по комплицирани бактерии од типот на брухолдерија, потоа
габички, најчесто аспергилус, атипични микобактерии, значи и така натаму. Основната цел во третманот е да тој секрет се исчисти, Така. да се ослободат дишните патишта, потоа да ако има инфекција, значи тоа се инхалации, така се чисти, со инхалации, со физикална терапија, потоа со лекови кои ги шират дишните патишта, значи ги ослободуваат на некој начин да полесно тој секрет се елиминира, и секако антибиотици во вид на инхалаторна терапија, во вид на понатака терапија системска, дали ќе биде преку уста, дали ќе биде парентерално, даден преку вена. Значи, и веќе ги спомнав овие дополнителни заместителни терапии што ги споменав. И сето тоа, значи, треба да се прави минимум 2 пати дневно оваа инхалаторна терапија, физикална терапија, рачунете колку тоа време одзема. А пред секој оброк да земаат ензими, потоа витамини, када на вистина е временски многу консумптивна и бара голема дисциплина, значи голем тренинг, затоа што тоа на вистина не е, нели, некојаш ќе се разболиме, па дај ќе инхалираме со инхалаторчево, 10 минути, неколку дена и ќе помине. Туку е доживотно, секојдневно и не е едноставно, како за пациентот, очигледно и за семејството, за родителите, доколку кај детето биде диагностицирано. Исто така вела дека е многу важна исхраната. Особено во детска возраст е потребно да се одржува килажата на детето, да не ја губи, бидејќи при секој напад на болеста тие слабеат. И сега што всушност се препорачува како дел од режимот на исхрана кај овие лица? Значи, овие пациенти мора да имаат хиперкалорична исхрана. Значи, сето она што за нас е или она junk food, они треба да ја јадат, во смисла. Значи, тука се тие Значи, прв пат во медицината да се препорача нешто такво. Да, значи бургери, во се треба да се додава маснотија, значи маслинов зејтин, да се додава, значи, сирење, кашкавали, да се ренда на све, значи да има солено и масно и значи протеински богато, значи постојано, и они треба да имаат 5 оброци. Ако нели треба да имаат 150% калории. Значи не е 100, него многу треба да јадат. И нормално секој намалување на апетитот кажува дека имаат нешто белодробно засегање. Значи секогаш тоа го приметуваме, доктор ке немам апетит, ништо доаѓа на контрола да видиме што се случува. Значи затоа што се тие нели цитокини така натаму што реагираат при болестите во белите дробови. А обично овие пациенти имаат ли апетит зголемен? Немаат. А во детска возраст? Немаат. Никогаш? Па ретко. Форсирано. Значи сепак е тоа форсирано, па поготово кога на мали деца ќе им давате повеќе да јадат, тие отпор прават. Па уште нели панкреасни ензими, па витамини и така натаму прават отпор, меѓутоа нели секој родител, имаме и психолог во тимот, имаме и нутриционист, па ајде прават разни нели рецепти се прават, па разни психолошки третмани, па нели се како ние сите со деца, нели се цртаат, ајде како ќе изгледаат лепчињата или нели сите тие јадења, па што сака, што не сака, така да е доста комплицирано. Значи тој проблем со исхраната е доста комплициран, кај малите поособено. И тука прави нели стрес и нервоза кај родителите, нели ние се нервираме, знаеш дека треба да јаде, а не сака да јаде, и тука више е нели се ствара и нервоза и сето тоа е еден зачаран круг, така да тука навистина е голем проблем, поособено кај малите. Кај повозрастните пак подруго е, значи сами почнуваат да ги дозираат, да си знаат кога е добро, кога не, па со сила некогаш да јадат и така натаму, меѓутоа кај децата е тешко. Да. А кому препорачувате генетска терапија, кому таа модулаторна терапија, дали овие терапии се примат уште во детството или пак само кај возрастни лица ги давате? Значи не ги даваме, не сме дошли до нив. А не сте дошли до нив, што тоа значи? Затоа Сдруженијето на пациенти со цистична фиброза се бори да ги добие. Значи добија 3 пациентки, така наречено калидеко, значи тие се модулаторни терапии, 4 до сега, кои што се влијат на различни мутации.
Во зависност, значи има некои што се даваат и од доеначка возраст, меѓутоа се лиценцирани во Америка, да речеме, во Соединетите Американски држави. Во Европа може да се од 2 години, зависи од видот, значи некои се од 12 години, од 6 години, значи има варијација во однос и на, значи, земјите каде е лиценцирана и има во зависност од генетиката, за секоја има различно. Најдобро е, значи најдобро е да ја примаат тие силовит на прашок, да ја примаат од мали. Дали ќе биде од 6 месечна возраст или од 2 години, во зависност или каде живеат, е уште подобро затоа што практички ова све што го збориме нема да го имаат. Значи тие влегуваат во клетките, они нема да имаат потреба ни од панкреасни ензими, нема потреба ни со белите дробови, ни да имаат проблеми. Значи практички ќе става под контрола целата болест. ќе стави болеста. Значи така да тоа би било идеално. Меѓутоа што не е идеално? Не е идеална цената. Значи цената на тие лекови е ненормално скапа, тоа се 300.000 евра годишно по пациент. Така да значи ни тие земји што имаат голем буџет или големи фондови така натаму, не е дозволена, нели не е на позитивна листа, како да кажам, па се снаоѓаат и они со разни фондови, или имаат различни здравствени системи. Така да кај нас се успеа да се донесе само за 3 пациентки кои што беа така во доста тешка состојба. Ние сега се обидуваме да, пошто имаме тешки пациенти, поготово возрастни пациенти, да сепак се обезбеди за нив, за да сепак некако им се продолжи животниот век. Се обидуваме, значи возрастните повеќе сега во нашиве нели земји каде што нели уште не е ни дозволено ни така натаму не е регистриран лекот, треба значи на големо на високо ниво владата да обезбеди средства. Значи има многу постапки кои што треба да се направат во смисла од највисокото ниво. Ние како лекари ние може да препорачуваме, знаеме на кого што му одговара, можеме да пишуваме и да бараме нели сето тоа до Комисијата за ретки болести, до влада, нели до Министерство за здравство, меѓутоа дали ќе биде одобрено, сепак зависи нели од некои други фактори. Голем предизвик е лекувањето и за пациентите, но и за лекарите, особено кога знаете дека има лек со кој што можете да помогнете, а тој не е достапен. Сигурно и пациентите реагираат кога се соочени со една ваква ситуација. Останува само значи да упорност и борба. Па да, они се исто доста јаки како здружение, се обидуваат нешто да направат, ние исто сите нели се обидуваме нешто. Со донации нешто се успеа до сега од страна да се набави? Па не донации, до сега министерството ова си ги реши, да. Или ќе преголема е сумата како што спомнав. Па да, сега тоа ќе видиме како во Хрватска веќе дојде значи на ниво на влада да се обезбедат посебни или фондови и така натаму, меѓутоа и таму не може да иднаш со сите, пошто ние сме околу 120 пациенти, тие се така, значи бројката во глобала на Балканот по секоја земја некаде е 120, 150, 100, толку се пациентите. Значи навистина не е некоја голема бројка, меѓутоа нели кога ќе се помножат по сумиве, не е баш и мало. Така да во Хрватска веќе се ставија значи во фондот, значи сите тие работи, така да сега и тие постепено ќе почнат да ги применуваат. И сега, значи, морам да напоменам дека и тоа не е волшебна таблетка, тоа се таблети. Значи, не се волшебни, нема болеста да исчезне. Особено, нели, ако е кај малите ќе држи под контрола, додека се употребува и биде се во ред. Меѓутоа кај возрастните кои што веќе имаат некои болести, напреднати белодробни болести, со панкреас и така натаму, каде што веќе има оштетување, тука веќе мора да се продолжи со онаа терапија што претходно ја употребувале, значи инхалациите ќе останат, антибиотиците ќе останат, значи ензимите ќе останат, значи не може вака да се напиеш и ти немам више цистична фиброза и јас сум супер, значи тоа не постои. Може со одредено времено, значи со години се употребува, па да одат чести контроли е потребно, затоа што и тоа има штетни ефекти, не се тие баш секој лек. Пошто тие лекови не влегуваат само во болните клетки, тие влегуваат и во здравите клетки, така да имаме и штетни работи во смисла на имаат депресија, паѓаат пациентите, некои имаат оштетување со јетрата, може да настане, може да имаат заматување на видот, може да имаат главоболки, може да имаат повраќања, значи има доста несакани действија, така да тоа полека и во Србија почнува
исто некако да се набавува. Во Словенија веќе исто како под Европска унија, нели тие веќе имаат некои други протоколи, нели одгоре од владата, па со комисиите за ретки болести така натаму, така да се надеваме дека што поскоро ќе се примени тоа и кај нас, така? Да. А во кој случај ке пациентите се препорачува трансплантација на бели дробови? Трансплантацијата на бели дробови е крајниот, да речам, чекор, да, во терапискиот третман. И во принцип има одредени критериуми кои треба да пациентот ги исполни за да биде кандидат за трансплантација. Кога зборуваме за трансплантација на белите дробови. Затоа што пациентите најчесто тоа им е причината со која завршува животниот век. Критериумите се во принцип прифатени кај нас и од меѓународни здруженија што се. До сега нема такво нешто кај нас спроведено. Напорите се во тек да се направи еден тим за трансплантација, да се подготват и обучи и тимот, да се подготви и техничката поддршка, нели, да биде готова и да потоа евентуално се регрутираат пациенти кои се за трансплантација. Има кај нас што чекаат? Во моментов, да, двајца се кандидати за трансплантација, меѓутоа во моментов, значи, е практично во фаза на организација, на едноставно создавање услови. Тоа е тоа. А колку е обично животниот век на пациентите со цистична фиброза? Па нема генерална некоја граница, све добро е што е све подолг. Значи терапиите на вистина, медицината оди напред, се усовршуваат, се создаваат нови терапии, нови антибиотици, модуларна терапија, се работи на создавање на генетска терапија, значи терапија која би го модифицирала генот, значи би го правила генот, што е причина за цистична фиброза, меѓутоа тоа е све во фаза на испитувања. Не би сакала да кажам некоја бројка, затоа што ако пред 20 на години бројката била една, сега е многу подобра. Во секој случај, значи, на вистина, го Центарот за цистична фиброза работи тимски, мултидисциплинарно, се води на вистина голема грижа за пациентите, меѓутоа, морам да напоменам дека грижата не треба да биде само од медицинскиот персонал, мора да биде и од пациентот. Значи, мора да биде на вистина свесен, совесен, доследен во третманот, затоа што ако ние се трудиме и кажуваме, а терапијата, односно советите не се почитуваат, резултатот нема да биде онаков каков што би посакувале и ние и пациентите. И навистина работиме на меѓусебна доверба и соработка. Така, што е многу важно. Да. Центарот за цистична фиброза при Институтот за белодробни заболувања Козле, белодробни заболувања кај деца Козле, сега функционира, како функционира и за деца и за возрастни, со оглед на тоа дека се наоѓа во Институтот за белодробни заболувања кај децата? Видете, да, значи со градење на новата болница, бидејќи немање на простор во клиничкиот центар немаше опција за стварање на еден центар, посебно на адултен центар, значи Министерството за здравство уште пред 5 години, значи во 2014 или 16, сега веќе, значи не знам, 2014 е донесено, 2016 изградена зградава, така да значи донесено на ниво на Министерството за здравство дека е потребно еден центар во кој што ќе бидат поделени, значи ќе имаме одделен центар за деца и одделен центар за возрастни, значи посебно педиатрија и адултен центар. Меѓутоа да се во една зграда, значи во еден објект и тука, значи тука се ние инхалаторната терапија ја праќаме за сите дома, значи во инсулинските аптеки во градовите каде што живеат. Така да значи Министерството сака сето тоа да биде на едно место, да се има увид и во пациентите, во грижата на пациентите, и се
инвестира во персонал, Така. значи вработени се во последниве 3 години вработени се тројца интернисти, пулмолози, колешката на субспециализација. Значи се инвестира во самиот тој центар да се развија, значи сите работи, значи да има лекови, да има дополнителни средства, да има услови, така да сега практички ние имаме адултен центар за прв пат во Македонија, затоа што испремена со 3 колешки кои што навистина даваат се од себе и значи во смисла нели на поддршка на пациентите во лекување, во читање, во учење, во пишување трудови, водење на конференции. Ние исто така имаме значи Twinning Project, значи ние сме здружени со Кембридж универзитетот, односно со професори кои што работат цистична фиброза во значи прекрасни болници кои што се и испитувачи, значи кои што истражуваат и кои што се добри клиничари. Тие беа во посета на нашиот центар, беа задоволни, а проценија нашата работа, дадоа извештај до Министерството за здравство и продолжи нашата соработка. Ги очекуваме. За поради ковидот требаше да дојдат порано, но сепак нели се пореметија работите. Ги очекуваме да дојдат во април. Сепак, значи, ние постојано сме на Zoom со нив, затоа што они имаат многу адултни пациенти, значи 300-400 адултни пациенти имаат во тој центар. Ние имаме 30-35, така да, значи, ние едноставно се консултираме постојано, затоа што возрастните навистина се тешки за водење, имаат компликации, рековме, ограничен век на живот, така да имаат, многу се захтевни и многу имаат и компликации. А има ли пациенти возрастни кои што имаат благи симптоми и не се диагностицирани? Се случува ли сега да дојдат во центарот за цистична фиброза да си направат тест? Сега диагностициравме, тоа се брат и сестра. Значи, сестрата има 4, па пред неколку, кога беше? Сега беше пред годинава, нека биде. 41 година, братот има 36 години. Така да има, затоа и реков, значи тие се водени на клиниката за пулмологија, жената е со белодробни симптоми, што ви кажав, а братот е со гастроинтестинални. Он е опериран од жолчка, па тој се води на војна болница. Така да сосема различна симптоматологија, со различни доктори, на крајот нели еве ги имаат цистична фиброза. И не се единствени. Сега ковидот, например, ние доста имаме соработки со клиниката за пулмологија, и со гастроентерологија, меѓутоа сега со ковидот нели се испомеша, се стигнира и сите тие работи и верувам дека има многу уште пациенти кои што имаат болест, кои што се пропуштени. Не знаат дека имаат, пропуштени се. А сега во услови на ковид, дали е важно редовно да се зема терапијата, особено кога има една ваква пандемија? Што значи за пациент со цистична фиброза да се разболи од COVID? Па еве имаме болни, ќе каже колешката, ние имавме. И покрај што за сите беше обезбедена вакцинацијата, морам да кажам, значи Министерството за здравство беше многу ангажирано, сите пациенти и сите родители на пациентите. Значи сите има можност да се вакцинираат. Така да сега кој се вакцинирал, кој не, нели, тоа е веќе друга работа, тоа е личното убедување. Имавме 7 пациенти со ковид и го во главном сите добро помина, само еден пациент хоспитално се лекуваше, меѓутоа добро го помина без последици од ковидот, инаку другите во глобала во домашни услови и завршена работа, поминато, што е многу битно. Да. Јас ви благодарам за денешното гостување во Телма амбуланта, што ете на еден сликовит начин и ги појаснивте сите аспекти поврзани со ова заболување, кое што е ретко, но очигледно исклучително тешко. И се надевам дека што поскоро пациентите со оваа болест, со цистична фиброза, ќе ги добијат потребните лекови. Ние се надеваме. Јас ви благодарам на гостувањето. Убави празници да ви посакам и вам, и на сите гледачи, и на сите пациенти ако не следат, и да се видиме и да разговараме во едни поубави, порадосни, повеселни моменти, да кажам. Сепак пандемијава си го зема својот дел во секојдневието. Апсолутно. Јас ви посакувам се најубаво, рестојниот период и вам убави празници. Фала. Па се гледаме повторно во студиото на Телма.
Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Гости ни беа професор доктор Татјана Јаковска, педијатар, примариус доктор Ане Видоеска, интернист-пулмолог од Центарот за цистична фиброза. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте денеска. Пријатно.